Почитувани, добро дојдовте во новото издание на нашиот подкаст. Како што течеа најавите на нашите социјални мрежи, еве денеска премиерно во новата сезона. Повторно со интересна тема како и секогаш, дел од темите ги публикуваме поради ваше барање, дел и ние внатре во нашиот маркетинг тим, но еве денес првпат во нашиот подкаст ќе зборуваме за генерално за главоболката и сите придружни елементи за оваа состојба на луѓето. Темата малку ќе ја прошириме, а тоа сето ќе го направиме со нашата гостинка докторка Марија Милановска, доцент доктор, специјалист невролог во нашата клиника, која што првпат гостува во нашиот подкаст. Докторка Марија, добре дојдовте, ви благодарам што прифативте да учествувавте во подкастот и се надевам на еден интересен и позитивен разговор. Добар ден, Жаре, благодарам на поканата. Чест ми и задоволство да бидам гостинка во твојот подкаст. Секогаш убаво да се разговара со тебе, затоа што може да разговараме на различни теми, меѓу другото и конкретно за невролошките проблеми, честите невролошки проблеми кои што ги засегаат пациентите, а главоболката е една од нив. Така, зашто се одлучивме за главоболката? Најчесто луѓето се жалат на една таква болка. Ме боли глава денес, вчера, завчера, неколку дена. Што се крие најчесто за оваа проблематика? Главоболката е еден од најчестите не само невролошки, туку и здравствени проблеми. Меѓународната класификација на главоболките има категоризирано 150 видови на главоболки, меѓутоа од практични причини сите тие видови на главоболки се групирани во две групи. Едната група се примарни, другата се секундарни главоболки. Како би опишале главоболката? Наедноставно, како чувство на болка или дискомфорт во пределот на главата, лицето или вратото. Од што произлегува болката во главата? Најчесто се јавува како резултат на иритација на следниве структури, тоа се нервите, мускулите и крвните садови. Би сакала да споменам дека нервното ткиво, односно мозокот, е ткиво кое што не е осетливо на болка. Нема рецептори и мозокот не боли. Она што боли во главата, тоа се големите крвни садови, менингиалните. Не станува збор за крвните садови во самиот мозок, предна, средна, задна мозочна артерија, туку менингиалните крвни садови. Зошто тие болат? Затоа што кога доаѓа до процес на ширење на крвните садови во некој од физиолошките механизми на главоболката, доаѓа до иритација на нервите околу крвните садови и на тој начин се генерира едно чувство на болка. Од друга страна, константната контракција на мускулите, на нухалната мускулатура, на вратната и на скалпот мускулатурата исто така може да доведе до појава на едно чувство генерално на болка, кое што ние го перципираме како главоболка. И исто така лицевата болка, односно тригеминалната невралгија, исто така може да доведе до едно чувство на интензивна болка, која што освен во лицето може да се трансферира и на дел од главата, односно скалпот. Така, еве, дали има луѓе кои што никогаш не имале главоболка? Многу ретко, Жаре. Да. Често во... Дали има такви среќли, да речем? Многу ретко има, меѓутоа има. Меѓутоа се исклучително ретки. Јас ќе кажам дека нема човек на планетава Земја кој што барем еднаш во животот во еден момент не е искусил едно такво чувство, таква сензација на болка. Тоа не е само болка, чувството на притисок или дискомфорт во пределот на вратот или во пределот на главата исто така може да се категоризира како главоболка. Така, како ние да знаеме кога треба од една главоболка веднаш да се јавиме на лекар, кога не да толерираме или ќе помине или моментална состојба е тоа, како да оцени еве пациентот дека ова е знакот, мора да одам на лекар. Така. Интересно е, секојдневната пракса покажува дека оние индивидуи кај кои што главоболката е од незагрозувачки карактер, многу често бараат помош од невролог, за разлика од луѓето каде што главоболката представува предупредувачки знак дека нешто сериозно се случува или на ниво на мозокот или во организмот, тие поретко бараат помош. Кога главоболката треба да не загрижи? Под број 1. Ако имате индивидуа која што има константни главоболки,
која што во текот на животот има почести епизоди на главоболка, која што има одреден карактер, модел на појавување, фреквенција, честота, интензитет, тип на болка и така натаму, и одеднаш кај таа индивидуа типот на главоболката се менува. Таа станува поинтензивна, ноќните главоболки се многу почести, главоболките го будат пациентот од сон, или утринските главоболки се многу почести, поинтензивни, асоцирани се со гадење, нагон на повраќање, отежното одржување рамнотежа, испади во видното поле, појава на дупли слики, отежнат вид, слабост на рака или нога. Од друга страна, кај помладата популација, па и кај дечињата, секоја ненадејна интензивна главоболка, која што е проследена најчесто со гадење и повраќање, исто треба да го запали алармот и да ги натера родителите да го донесат детето на преглед. Од трета страна пак, секоја главоболка која што се јавува над 50-та година од животот, а е проследена со многу интензивно чувство на главоболка, обично пациентите опишуваат како најсилна главоболка во животот, што е имале никогаш не доживеана до тогаш, да, што воопшто ја имале, а кое што може да оди во прилог на нешто сериозно што се случува на ниво на мозокот. Најчесто таа главоболка крие или субарахноидално, или интрацеребрално крварење, или прскање на крвен сад во мозокот. Што е веќе многу опасна Што состојба. е сериозна и животно загрозувачка состојба, и тогаш не треба да се чека пациентот, веднаш се носи на преглед, треба да биде прегледан од невролог, од неврохирург и да биде спасен во првите неколку часа. И токму така, тоа ми беше следното прашање, каква е постапката сега, кога некој ќе дојде кај вас на преглед, еве во нашата клиника. Кои се фазите на проверка, на преглед и доиспитувања на човек со многу јака главоболка? Пак ќе кажам, искуството и начинот на препознавање на симптомите е многу битен. Аспектот на таквиот пациент со главоболка која што е животно загрозувачка е многу проразличен отколку пациент кој што има главоболка која што е секојдневна, хронична, тапа и така натаму. Таквите пациенти кои што имаат главоболка предизвикана од мозочно крварење, обично не доаѓаат сами во болницата, доаѓаат најчесто со придружба или со болничко возило. И обично се пациенти кои што имаат и многу интензивни нагони на гадење, повраќање, имаат засегната свест, не можат да зборуваат, не можат сами да кажат, туку за тоа што се случило најчесто кажува нивната придружба, сопружниците, родителите, децата и така натаму. Што се прави во тој момент? Еве што би направила јас. Брз невролошки преглед и оценка на статусот, на невролошкиот статус по одредени скали со кои што ние оценуваме какво е нивото на свеста, дали има позитивни менингиални знаци пациентот, дали е комуникативен, дали е свесен, контактибилен, какви се зениците, дали се проширени, дали се стеснети. И тука не се губи време на распрашување. Самата клиничка слика, да, оди во прилог на нешто што се случило на ниво на мозокот. Веднаш, без размислување, се прави компјутерска томографија на мозокот за да се детектира крварењето, колкаво е, во кој дел од мозокот е, и пациентот се упатува понатаму на доиследување, односно на хоспитализирање и доиследување од страна на неврохирург. Ако е операбилен хематомот или крварењето, во тој случај се пристапува кон неврохируршко решавање на проблемот. Доколку е крварењето помало или е во регија која што е иноперабилна, во тој случај се оди со класична конзервативна терапија, која што вклучува одредени медикаментозни инфузиони терапии, кои што во тек на неколку дена ќе го намалат ризикот од смртен исход, а во исто време ќе ја намалат и главоболката, се разбира, мора да се следат и другите витални параметри, крвна слика, комплетен кардиолошки преглед, ако е потребно понекогаш и психијатриски преглед, затоа што во зависност од тоа во кој дел е крварењето и колкава е обемноста на крварењето, кај пациентите може да биде засегнат и психичкиот статус, така да таквите типови на главоболки кои што се предизвикани од крварење бараат мултидисциплинарен пристап и третман. Сега да бидеме фер спрема гледачите, се тоа се прави во клиника Жан Митрев, така? Да, нема излегување од клиниката, се што е од почеток до крај. Да. Комплетно. Така. Го примаме, го прегледуваме, го снимаме и го лекуваме пациентот се до
комплетно ресолвирање на проблемот и понатаму со редовните прегледи и контроли, пак се разбира со помош на колегите кардиолози, психијатри, неврохирурзи, да влијаеме на промена на стилот на животот на пациентот и да ги модифицираме тие превентабилни ризик, модифицирачки ризик фактори кои што довеле до во случајов субарахноидално или интрацеребрално крварење. Да, така, сега од вашава пракса, дали има подоба мажи, жени, кои повеќе страдаат од главоболка, кој кого повеќе нервира во наводници? како би се изјаснила? Па генерално жените повеќе ги нервираат мажите, така барем мојата пракса покажува. Значи мажите се повеќе пациенти. Па можеби е оправдано, жените се хормонски суштества и тие во одредени фази од месецот или од животот се малку поиритабилни. Од друга страна живееме во едно современо општество каде што жената треба да биде и мајка и професионалец, да балансира помеѓу приватниот и професионалниот живот и тоа е можеби оправдано. Меѓутоа, да тргнеме шегата на страна, постојат главоболки кои што се карактеристични за жените, малку повеќе, а постојат главоболки кои што се карактеристични малку повеќе кај мажите, односно се јавуваат кај машката популација и помеѓу најчестите главоболки воопшто од сите 150 над 150 видови, најчеста е тензионата главоболка, меѓутоа за одреден процент превагнува кај жените. Тоа е главоболка која што е предизвикана од стрес, несоница, седење пред компјутер, скролање на телефон и така натаму. Таа е малку почеста кај жените, меѓутоа во една ера на IT технологија и компјутеризација на се околу нас, не се поштедени и мажите, затоа што долгото седење пред компјутер и неправилната постура на телото, посебно на вратот, доведува до константна контракција на мускулите и предизвикување на тензиона главоболка. Од друга страна пак, главоболките кои што се типични за жените се мигренозните главоболки. Жените повеќе страдаат од мигрена за разлика од мажите. Пандан на мигренозната главоболка кај мажите е така наречената Хортонова или кластер главоболка, која што е по својата клиничка слика слична на мигрената, меѓутоа има одредени специфики кои што детерминираат понатаму исход и третман на главоболката, а е почеста кај мажите. Јас најчесто се поврзува мигрената со жените, така. Така. Меѓутоа не ги поштедува и мажите, морам да кажам. Процентот на пациенти со мигрена е поголем кај женската популација во однос на машката, меѓутоа имајќи го во предвид на фактот дека мигрената е едно мултифакторијално заболување, тоа не е само обична главоболка, туку невролошка состојба која што освен со главоболка се карактеризира со други придружни симптоми и знаци. Мигрената, генетиката и околинските фактори имаат голема улога дали ќе се отклучат генетските механизми и една мигренозна главоболка ќе се развие подеднакво и кај мажите и кај жените во зависност од тоа какви се околинските услови, начинот на справување со стресот, менажирањето на секојдневните обврски, активности и така натаму. Да, кога една жена или маж може да треба да оцени дека е мигренозна болка, кога е дека нешто пострашно или не толку страшно е поврзано со интензивна главоболка? Има ли таква граница или можеби треба да бидеме предпазливи секогаш? Во овој случај предпазлив треба да биде лекарот, односно неврологот, затоа што многу често кај една индивидуа може да перзистираат два типа на главоболки. Мигренозната и тензионата главоболка. Во одредени случаи постои така наречена окципитална главоболка или окципитална невралгија која што е последица на компресија на окципиталните нерви кој што во вратниот дел во цервикалниот дел на рбетот, од пак ќе кажам, од неправилно држење на телото, од недоволна физичка активност, неадекватна положба при спиење и така натаму. Мигренозната главоболка е општо позната главоболка, нема кој не знае за мигрената. Пациенти доаѓаат и толку живописно си ја раскажуваат својата главоболка затоа што се интересираат и затоа што таа е дел од нивниот живот. Тука не може да се погреши, единствено може лекарот да погреши ако даде, односно неадекватно изреагира и неправилно го упати пациентот. Што е суштината? Една мигренозна главоболка на почетокот се јавува како епизодна.
Значи, кога ќе почне, таа обично почнува помеѓу 20-та и 40-та година од животот, почесто кај жените, меѓутоа може да се јави и кај мажите, може да се јави и во детска возраст. Кога една таква мигренозна атака ќе се појави за прв пат во животот кај една индивидуа, вие не можете веднаш да поставите диагноза на мигрена, односно главоболка како диагноза. Мигренозна атака била, се појавила, поминала, никогаш повеќе во животот во наредните години нема да се појави, тоа не значи дека пациентката или пациентот имаат мигрена. Доколку тие главоболки почнат да се јавуваат почесто, неколку пати во текот на месецот, секој втор ден, или доколку главоболката со мали интервали на намалување на интензитетот и фреквенцијата перзистира речиси секој ден во текот на месецот, тогаш на сцена стапува стручноста, професионалноста, ангажираноста на искуството на неврологот, потпомогнато од добрата анамнеза од страна на пациентот, затоа што мигренозните главоболки се многу типични. Дали се без или со аура, тие се класични главоболки каде што вие не можете да погрешите ако добро го слушате пациентот. Тоа е главоболка која што има свој почеток, развој и крај. Обично почнува со продром, тоа се така наречени премониторни симптоми и знаци, кои што може да се јават најчесто неколку дена пред да се развие класичната клиничка слика на главоболката. Што значи продромот? Неколку дена пред појавата на главоболката, пациентите се безволни, иритабилни, имаат зголемено чувство на замор, сакаат да спијат, чувствуваат поголема жед, глад за одредени типови на храна, најчесто сладко, чоколадо и така натаму или кисело. Кога ќе помине тој продром, дали ќе се развие главоболката, пак ќе кажам, многу зависи од околинските фактори и ситуационите фактори во кои што пациентката се наоѓа. Ако е во предменструална фаза, ќе се развие главоболка. Наглиот пат на естрогенот и покачувањето на прогестеронот влијае во појава на мигренозната главоболка. Што се јавува пред самиот чин на главоболка? Се јавува една така наречена аура. Кај 20% од пациентите се јавува типична мигренозна аура, која што најчесто... Што значи тоа практично? Аурата е експресија на случување на ниво на клиничка експресија на нешто што се случува на ниво на централниот нервен систем. Тоа го чувствува пациентот? Тоа пациентот го чувствува, и ние може да го детектираме доколку во тој момент е пациентот дојден на преглед. Доколку не се базираме се случува на моментално. Да, се случува моментално. Ако не се базираме на анамнестичките податоци. Аурата е предизвикана од процеси на ниво на мозокот од васкуларна природа. Доаѓа до стеснување, па потоа ширење на крвните садови, афекција на одредени нервни структури кои што на клинички план се манифестираат најчесто како визуелни или видни аури. Тие се манифестираат 1 до 2 часа пред појавата на главоболката и тогаш пациентот со сигурност може да каже: еве за 1 до 2 часа ќе ми се развие главоболка. Што се визуелни аури? Најчесто стручно се нарекуваат светлечки скотоми, тоа се мали треперечки точкички во видното поле, кои што како што одминува времето се шират и го оневозможуваат видот на едното око. Или се во форма на цикцак линии, или се во форма на точки светлички, или како флеки, како звездички и така натаму во самото видно поле. Откако ќе помине таа фаза на аура, настапува класичната главоболка. Мигрената скоро ретко, за тој што страда од мигренозни главоболки, скоро ретко доаѓа без најава. Луѓето, од искуство од пациентите, па и свое лично искуство, можам да кажам дека мигрената не доаѓа одеднаш. Тие пациенти кои што имаат мигрена точно може да тригерираат односно да поентираат што им ја тригерирало мигрената. Дали тоа било некој стресен настан, лишување од храна, ненавремено јадење, недоволен внес на течности, стресен ден на работа во семејството и така натаму, сето тоа е тригер на мигрена. Кога ќе се појави мигренозната главоболка, таа е најчесто унилатерална, значи од едната страна
на главата се јавува, ретко може да ги зафати двете половини на главата и тоа се случува кога веќе мигрената обстојува подолго време кај пациентот. Значи, една мигрена почнува унилатерално од едната страна на главата, најчесто почнува во задниот окципиталниот дел и се шири полека постепено кон предниот дел на главата, зафаќајќи го фронталниот дел, односно челото. Што треба да знае пациентот ако има ретки мигренозни главоболки? Значи, ако главоболките се еднаш месечно, еднаш во 2-3 месеци, пред да се развие во својата полна форма главоболката, која што е пулсатилна, интензивна, проследена со гадење, нагон на повраќање. Пациентите веднаш влегуваат во спална, навлекуваат завеси, не сакаат никого да слушнат, ниту да видат, ги иритира звук, светло, мириси и така натаму, сакаат само да лежат и да молчат. Затоа што било какво движење, било какво поместување на главата може уште повеќе да им ја засили главоболката и да им предизвика нагон на повраќање. Во тие моменти се советува пациентот, кога дури јас ги советувам пациентите кога ќе за тие што имаат аура, кога ќе им се појави аурата, веднаш да земат лек кој што ќе го спречи мигренозниот напад, кој што ќе ја спречи мигрената да се развие. Ситуацијата, значи, тоа се лекови кои што ни помагаат да се ослободиме од мигренозната главоболка. Дали мора да се земаат тие лекови со препорака од доктор или од страна на специјалист невролог? Да. Многу во пракса гледам дека многу често се злоупотребуваат, условно кажано, од страна на пациентите тие лекови, дали се недоволно информирани, дали во својата немоќ обземени од главоболката и се тоа што се случува, посегнуваат по поголем број на таблети од она што им е препишано од страна на неврологот, од страна на докторот. Што е забрането, така? Да. Не треба, затоа што, знаете, не е забрането, не е етички, затоа што, условно кажано, злоупотребата на таквите лекови може да ја трансформира мигренозната главоболка во рефрактерна главоболка. Главоболка која што подоцна не можете да ја средите со ниту една терапија. Кога ќе почне мигренозниот напад, се зема лек од групата на триптани, најчесто во таблетарна форма, суматриптан, золмитриптан, ако има назална или сублингвална форма, уште подобро, затоа што тие побрзо се резорбираат и побрзо делуваат, побрзо се разнесуваат низ циркулацијата, се зема на почетокот, кога веќе мигренозната атака ќе се развие, ниту еден суматриптан или било кој друг лек не може да од таа група не може да ја спречи главоболката, може само да го пролонгира нејзиното ресолвирање, нејзиното намалување и исчезнување. Се советува во период од 24 часа најмногу 2 таблети од суматриптанот да се земат, затоа тие се продаваат во аптека кога ќе ги земете како 2 таблетки. Тие се предодредени за максимум 2 во месецот. Доаѓале пациенти кои земале по 5, по 6, по 10 такви таблети, а згора на тоа земале нестероидни антиинфламаторни лекови, па доаѓаат со една главоболка која што е придружена со вкочанетост во вратот, често асоцирана со несоници, анксиозност, депресија и тука имате случај кој што искомплицирана цела ситуација. Да. Често пати убаво го објаснивте ова. Значи сепак треба да бидат предпазливи пациентите. Ние често во клиника Жан Митрев зборуваме дека имаме најсовремен пристап во кардиохирургија, ортопедија, педиатрија. Колку во вашата дејност имаме современ пристап во лекување, превенција на состојбите во неврологијата? Еве и мигрените, тука да ги спомнеме. Значи, јас ќе кажам дека имам таа чест и среќа и на крајот на криштата и задоволство да работам во една институција која што за мојата дејност, за мојата специјалност ги нуди сите расположливи алатки за диагноза, затоа што акцентот секогаш кога станува збор за невролошките состојби, барем јас го ставам на диагностиката, а подоцна и на третманот, се што може да биде од невролошка патологија, дали од периферна или централна, заболување на нервите или на централниот нервен систем, јас го имам на располагање во мојата ординација во Жан Митрев, во клиничката болница, од неврофизиолошки апарати, од
најсовремени магнетни резонанци, компјутеризирани томографии, доплери, транскраниални доплери и така натаму, така да останува само на докторот, односно на нас колегите, да бидеме доволно интуитивни, доволно се разбира и стручно подковани и вредни за да го спроведеме. Пак ќе кажам, тоа не треба да се злоупотребува или да се прави експанзија од сето тоа на нехуман и на неетички начин, меѓутоа се што треба за едно навремено, брзо и точно дијагностицирање на невролошки заболувања од наједноставни до најсложени, јас го имам на 2 метра од мене, на 2 метра од столчето на кое што седам. Откако тоа ми беше зборажар, сакам да кажам дека најбитно, барем во неврологијата, постојат специјалности каде што вие немате време да правите муавет со пациентот. Меѓутоа, во неврологијата, бидејќи се не е само мозокот, тука е и умот, и духот, и менталната состојба на пациентот. Многу работи се испреплетуваат, морате добро да го ислушате пациентот, нормално и да го прегледате, затоа што еден преглед не е комплетен само ако направите муавет не со пациентот. Моите пациенти, нашите пациенти најчесто доаѓаат со придружба и тоа се најчесто блиски членови од семејството, супружници, деца, родители и така натаму. Треба да ја слушнете и нивната страна. Извори на информации и се тоа. Така за вас. Добрата анамнеза, потпомогната со сите дијагностички алатки, пак ќе кажам, искуството, интуитивноста на екзаминаторот, на докторот, се многу битни во успешно поставување на дијагноза, а кога успешно и точно ќе поставите дијагнозата, многу се поголеми шансите правилно да го третирате пациентот. Така, убаво кажавте, дека сме добро опремени како клиника. Од друга страна, колку вие како доктор сте во тек со, јас знам дека сте во тек, но ќе ве прашаме ве за нашите гледачи да кажете со современите методи на лекување, третман на невролошките болести, бидејќи изминатата година чинам неколку пати бевте на обуки, семинари, ни светот, каде е светот, каде сме ние на ова полеве, нешто што ви остана во сеќавање од тие професионални патувања? Да ни доловите. Ние не заостануваме за светот, барем во поглед на неврологијата, тука можам да кажам дека сме во тек со сите начини на третман, сите нови пристапи во третманот, модерни, па и помалку достапни во однос на, ќе кажам, на земјите од регионот и другите институции во нашата држава и така натаму. Во поглед на неврологијата воопшто не заостануваме, па ќе кажам, тоа се болести кои што тие кои што бараат хоспитализација, бараат и мултидисциплинарен пристап. Имаме тим од неврохирузи, имаме тим од психијатри, физијатри, физиотерапевти, кои што кога станува збор за посериозни невролошки заболувања кои што бараат мониторирање секојдневно хоспитален третман, имаме се во институцијата. А во поглед на современите пристапи и тоа што е ново во светот, не заостануваме и пак ќе кажам колку е тоа заслуга на институцијата која што стои позади докторот, која што конкретно стои позади мене во случајов, толку е заслуга и на самиот лекар, на самиот доктор како индивидуа да биде желен за знаење, да истражува, да внесе нешто ново, да сака да помогне, да не биде демо да е доктор. Така е, така, да. Како и во секоја друга струка. Да, посебно во вашата, кога станува збор за спасување животи на луѓе. За спасување животи, па има болести кои што поголемиот дел од болестите во неврологијата се кауза игнота, значи не е позната причината која што идиопатски се болестите, се уште не се демистифицирани патофизиолошките механизми и за деменциите, па и за мигрената, иако се знае за нејзе од времето на Гален. Се она што ново ќе го објави науката, стручните часопици, на нас останува да го следиме и да го имплементираме во секојдневната пракса. Така, интересно е да се навратам само уште на една подтема, бе рекол, го споминавте неколку пати современиот начин на живот, посебно луѓето кои што живеат во урбаните средини, нели? Ние сме заробени пред компјутери, во канцелари, се помалку време за спорт, рекреација, уживање во природа,
временските, климатските промени регионално, глобално се случуваат без тоа ние дали сакаме или не, да. колку тоа влијае на нас, генерално како општество, како народ, како вие чувствувате изминативе деценија, две од вашата работа, дали се влошува состојбата, има ли начин како да избегнеме од тој зачаран круг? Пред да биднеме пациенти, нели? На стручните прашања многу лесно можам да ви одговорам, али ова се прашања кои што филозофски. Да, и филозофски пристап не е. Во секој случај прашањето е на место. Да, живееме во едно современо брзо општество, темпото кое што ни е наметнато или кое што сами сме си го наметнале низ годините, несомнено дека влијае на целокупното здравје, не само на невролошкото здравје, иако последиците од ваквиот современ начин на живење на невролошки план се чувствуваат малку подоцна во животот, во поодминатите фази од животот. Знаете, мозокот е структура која што има одреден капацитет. Сите ние се раѓаме со одреден број на нервни клетки кои што се толку ограничени. Ние не можеме да ги регенерираме нашите нервни клетки. Можеме само да влијаеме со одредени методи да го зголемиме бројот на синапси помеѓу веќе постоечките неврони. Тоа се оние поврзувања, така? Да. По народски кажано, да. Да, врската помеѓу невроните. За жал, ова нашиот народ, пред се нашите деца, па и јас како индивидуа, сум го осознала многу подоцна во животот отколку што би требало за да можам индивидуално да влијам превентивно на сопственото општо па и невролошко здравје. Стресот, несоницата, брзиот начин на живот, компетитивноста во секојдневното живење, споредувањето, социјалните мрежи кои што се ако не се адекватно употребени, да речеме, и искористени. Се разбира, ако се погрешно сватени, и тоа како може да влијат стресогено врз една индивидуа, затоа што тие пласираат, условно кажано, одредени медиуми, и ние сме изложени на тие реклами, на тие идеални животи, идеални животни приказни, и кога ќе се споредиме со нашиот рутин, кој ќе го споредиме сето со нашата секојдневна рутина, нема кој не би се почувствувал изфрустриран или подреден и така натаму. Може би тоа и го баравме, и нашиот современ начин на живење си има и side effects, несакани ефекти. На нас, лекарите, и на луѓето кои што се задолжени да го промовираат здравиот живот и да го промовираат и унапредуваат здравието на нашите граѓани, е да ги научиме први самите себе, а потоа и пациентите и општата популација, како да се заштитат од секојдневните атакувања од сите, од мас медиумите, од се што не обкружува, затоа што вие се будите со телефонот, заспивате со телефонот, па мислам дека 80% од луѓето во не само во нашата земја, туку во светот, прво што ќе направат наутро, кога ќе се разбудат, ќе го отворат телефонот и ќе видат 10 пропуштени повици, 15 пораки на Вибер, лајкови срциња, коментари, дислајкови и така натаму. Сето тоа влијае стресно. Сето тоа продуцира хормони на стрес, невротрансмитери на стрес, кои што пак преку своите месенџери, патофизиолошки механизми влијаат на споро, но сигурно дегенерирање на целокупниот организам. Убаво кажавте, кои се најчесто совети што ги давате на пациентите, а не се почитуваат? Дали има такви кои што може да ги кажеме? Да. Значи, најчесто ги давате, ама не ги почитуваат. Најчесто се совети современиот начин на живот носи помалку часови спиење, неправилна исхрана, консумирање алкохол, наркотични средства и така натаму. Најчест совет кој што им го давам на пациентите, а не го почитуваат, а битен за општото и за невролошкото здравје, е доволен сон и намалување на телесна тежина. Значи, многу тешко се откажуваат. Многу тешко.
многу тешко, дури и се обидуваат да си најдат оправдување Зошто е тоа така? Зошто и после 3 месеци контрола немаат намалено ниту 1 килограм од својата телесна тежина. Не сакаат луѓето да се откажат од своите задоволства. Тоа Значи промената мора да почне од нас самите. Така. Промената мора да почне од нас самите и мора да бидеме доволно дисциплинирани во намерата за таа промена. Многу лесно ни се достапни многу задоволства од секаков карактер. Визуелни, аудитивни, густативни, храна. Предизвиците се на секој чекор. Знаете, сега, што прават тие предизвици? Тие предизвици, кога ќе им подлегнеме на нив, кога ќе ги прифатиме, на долгорочен план доведуваат до излачување на еден хормон на среќа кој што се нарекува допамин. Тој допамин инстантно не прави да сме среќни, задоволни, а кога ќе се откажеме од задоволството, типичен пример, јадење чоколада, јадење благо, знаеме дека не треба да јадеме навечер или ноќе, затоа што тоа ќе влијае на зголемување на нивото на шеќер во крвта, ќе ја зголеми телесната тежина. Посегнуваме по таа коцка чоколадо, а утре чувствуваме грижна совест зошто сме го изеле тоа. И тоа можеби ќе ни го уништи денот, меѓутоа навечер кога ќе се вратиме уморни од се што ни се случувало во текот на денот, повторно постигнуваме кон истото условно кажано задоволство, кој што пак инстантно ќе ни излачи допамин и кратко време ќе не направи среќни. Мислам дека дисциплината и многу е тешко да се остане дисциплиниран. По тоа што го гледам кај пациентите, некогаш и кај себе си, сме живи луѓе, не сме ние совршени. Меѓутоа, тенденцијата за таа дисциплина почнува во мајндсетот, во нашата стриктна предодреденост да одолееме на некои кратки задоволства кои што ќе инстантно ќе ни го покачат нивото на допаминот, меѓутоа на долгорочен план ќе не уништат како индивидуа, физички, интелектуално, психички, ментално. Така, еве да напоменеме тука во оваа насока и за пострашните зависности кои што и кај вас како пациенти доаѓаат тие луѓе, така, не знам, коцкањето, наркозависноста, еве на кратко само да ги споменеме во разговорот дека многу често завршуваат кај вас како пациенти тие луѓе. Од оваа спрега на допамин, лажна среќа, постојано трагање по некои лажни вредности. Како им помагате на нив? Жаре, многу е тешко да се справите со таков тип на зависност, посебно кога е во прашање коцкање или кокаин. Во некои од последните студии кои што ги читава поврзани на таа тема, се води мртва трка помеѓу коцкањето и кокаинот. Кој од тие две зависности предизвикува побрзо и поголемо лачење на допамин во моментот кога ќе влезете во казино? Толку многу се изедначи. Да. Дури се мисли дека, значи, научните сознанија кажуваат дека најголемата зависност и тоа што најбрзо може да доведе до промптна секреција на допамин и афекција на допаминските рецептори е коцкањето, дури е поголема зависност и од кокаинот. Меѓутоа, едното и другото се обвинуваат, условно кажано, за таа допаминска зависност и затоа во денешно време гледаме се поголем број на зависници од коцкање и од кокаин. Да. Кој што е сигурен рецепт за неуспех на едно општество. На глобално ниво. Да. Тоа кај нас е посебно во нашата држава еклатантно и видливо на улиците, би рекла. При крај сме со времето возможено за овој подкаст. Веќе 3 години сте во клиника Жан Митрев. Токму на време влеговте, чинам, во нашата клиника, каде што покажавте видни резултати. Тоа е видливо и мерливо. Посебно го гледаме и ние во коментарите од маркетинг службата, кога нешто ќе напишеме, објавиме од вас или за вас, да не звучи нескромно, ама е вистина. Ви благодарам. Да, како се снајдовте, како помина овие 3 години во клиника Жан Митрев, што планирате во иднина да воведете како новитет, иновативност, лекување ново, нешто за пациентите, еве да кажеме?
На Жаре морам да ти се заблагодарам пред се тебе и на стручниот тим, на маркетинг тимот, секако и на шансата што ми е пружена од страна на доктор Митрев. Ние по Штипска линија се знаеме одамна, јас имав еден обид за кратко работење пред пандемијата, кој што за жал беше прекинат од некои други причини, не од интерни. Лично, заради едукација и до едуцирање во надвор, морав да заминам. Меѓутоа, еве, трета година сум во болницата Жан Митрев и овие 3 години ми поминаа како во сон. Навистина многу бргу, како вчера да дојдов да работам овде. Се чувствувам како да работам 20 години. Не заради нешто друго, туку заради обемот, интензитетот на работа и секојдневието. Мене Жан Митрев болницата ми е втор дом, буквално кажано. И така и се чувствувам. На сите. Да. Така и се чувствувам кога ќе дојдам таму, јас сум буквално дома, само што сум во униформа. Во поглед на новините, едукациите, пак ќе кажам, ги следиме светските трендови. Имаме се од апаратура во невролошкиот сектор. Јас и колегите ги имаме сите услови за работа. Значи, безпрекорни услови за работа од, пак ќе кажам, од диагностика, можност за третман и така натаму. Се планираат некои нови методи на диагностицирање и третман, како предлог до доктор Митрев, дадено на разгледување и се надевам дека ќе биде за кратко време, а тогаш кога ќе ги воведеме и кога ќе почнеме со работа, навремено ќе ги информираме нашите следачи и пациенти, се разбира, да ги информираме ваша помош. Така, пациентот на прво место останува нашето мото. За се друго сме тука. Доколку сакаат нашите гледачи и следачи на социјални мрежи преглед кај вас, тука се нашите инфошалтер, контакт телефоните објавени. Тука е Facebook, Instagram профилот, сите социјални мрежи се тука, слободно, значи може да напишат, да побараат преглед, консултација со вас, а за понатаму тука е целиот тим, нели, да овозможи правилен пристап. Да, пак ќе кажам, целиот тим не е само докторот како единка, морам да од моментот на влегување во болницата, преку најава, инфопулт, морам да ги споменам и нашите администратори кои што во текот на годините се извештија и медицински и етички и секако правилно да ги информираат пациентите. Нивната улога во промовирањето на здравието, па и на нашата клиника и на докторите е непроценлива. Така, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Останува понатаму повторно да зборнеме за некоја тема. Се разбира. Ги повикуваме гледачите да постават прашања кои што ќе ги одговори докторката. Тука сме ние од маркетинг тимот да ве насочиме соодветно. Ви благодарам што го следевте подкастот. Следуваат наредни подкасти. Доколку сакате да гостува некој доктор или да обработиме некоја тема, слободно напишете ни во коментар на било која социјална мрежа. Тука се нашите телефонски броеви. Ве оставаме понатаму. Поздрав од клиниката, ве следиме, следете ни и вие. Со нова тема, за 2 недели се гледаме повторно на истиот канал. Пријатно.